делна богослужба со песната број 282. 282. За љубовта ќе пеам вечно, во Христос што се покажа, се предавам на волјата му, бидејќи тој ме засака. Целата песна. Amen.
Ке станеме да му благодариме на Бога. Господе Боже и Татко наш небесен, ете дојдовме повторно во домот Твој, соберени сите браќа и сестри, да го подигнеме гласот наш кон Тебе, нашиот небесен Татко, да Ти благодариме, Господи, што Ти се грижиш за нас, постојано водиш грижа за нашиот земалски живот и духовно не храниш, Господе. И затоа доаѓаме овде пред Тебе да го читаме Словото Твое, за да не нахраниш духовно. Господе, да не биде сето тоа формално, помогни од срце да го правиме тоа, од љубов да Ти служиме, бидејќи Ти порано нас не возлюби. Господе, отвори ги срцата наши, да може да го разбереме тоа што сакаш да го кажеш преку Словото Твое. Те молиме Ти да бидеш помеѓу нас, да ги стоплиш срцата наши, да зборуваш, да ги отвориш духовните уши наши, да слушаме и да го исполнуваме тоа што го слушаме. Господе, знаеме дека сме ништожни, дека без Тебе ништо не може да направиме. Ако не беше Твојата милост, ние немаше ни тука да бидеме. Ти благодариме, Татко. Се каеме за сите наши греови, направени до овој момент. Признаваме, Господи, дека сме недостојни, постојано грешиме и постојано се отстрануваме, забораваме, но ете, Господи, се сетивме, пак дојдовме и простини, оперине, очистине преку крвта на Твојот возлюбен Син. Те молиме, биди помеѓу нас, Твоето присуство да биде тука, Господе, да го сеќаме, да зборуваш на секој поединец, а и на оние што ќе слушаат и гледаат на интернет. Дотакни се до некое срце, Господи, залутано, да се покајат, за да видат колкаво големо богатство се крие во верата во Твојот возлюбен Син, нашиот Спасител, и не само наш, туку Спасител и на цел свет. Господе, се оставаме во Твоите таткови и љубезни раце, во името на нашиот Спасител Исус Христос. Амен. За оваа богослужба ќе го имаме текстот од посланието на апостол Павле до Галатјаните, 3 глава, од 26 до 29 стих и плюс од 4 глава, 1 до 3 стих. Словото ни вели вака: Зашто сите сте синови Божии преку верата во Христос Исус. Сите што сте крстени во Христос се облековте. Нема веќе ни јудејци, ни елини, ни роб, ни слободен. Нема машко, женско, зашто сите вие сте едно во Христос Исус. А ако сте пак вие Христови, тогаш сте семе Аврамово и по ветувањето наследници. Но ви велам, наследникот додека е млад, со ништо не се разликува од робот, макар што е господар над се. Туку е под настојници и чувари до определениот рок од неговиот татко. Па така и ние, додека бевме малолетни, бевме поробени од стихиите на светот. Толку од Словото Божие. Сега ја испееме втората песна, 274. 274. Љубовта на Исус нас не сврзува. Само таа може да сплотува, зближува. Љубовта на Исус нас не сврзува. Целата. Oh
Амин. Љубовта на Исус нас не сврзува. Така да бидем секогаш. Сега ние со помошта Божја ќе продолжиме да го проучуваме посланието до Галатјаните од 3 глава, 26 стих натаму. До сега апостол Павле пишуваше за улогата на законот во планот Божи за спасението. Законот бил чувар до Христа за да се оправдаме со вера. Од 26 стих па натаму апостол Павле објаснува како може да живееме христијански живот, а да не сме под чувар на законот. Тоа е слобода во Христа, од која многу луѓе се плашат. Не можат да сватат како може да живеат христијански живот, а без помош на законот. И така законот беше за нас воспитувач во Христа, читаме во 3 глава, 24 стих и натаму, за да се оправдаме преку верата, а откако дојде верата, ние веќе не сме под раководство на воспитач. Оти сите сте синови Божи преку верата во Христа Исуса. Иако галатјаните биле заведени од лажните учители и биле духовно паднати, апостол Павле ги утешува. Им кажува дека сепак тие се синови Божи, деца Божи, преку едноставна вера во Христа. Јудејците мислеле дека ќе се спасат преку законот. Затоа го отфрлиле Христос. Биле самоправедни, на таквите не може да им се помогне, затоа што барат спасител, спасение без Христос, а тоа е невозможно. Законот од нив бара совршенство, а тие го немат. Таквите му служат на Бога од страх, да не бидат казнати според законот. Ако го прифатат Христос, што ќе се случи? Христовата правда ќе им се препише на нив. Бог ќе стане небесен татко, а тие ќе сакат да му угодуват на Бога, не од страх, туку од љубов. Има многу голема разлика во тоа да му се угодува на Бога од љубов и од тоа да му се угодува на законот, воспитувачот од страх. Кога му пристапуваме на Бога преку Христа, тогаш Бог е многу задоволен од нас. Зошто? Затоа што Отецот е совршено задоволен од делото на Неговиот возлюбен Син. Верните не се самоправедни, не се подпират на своите дела, туку на Христа и на Неговото дело. Оти сите сте синови Божи преку верата во Христа Исуса. Сите што се крстивте во Христа се облековте. За какво крштение станува збор тука? За духовно крштение. Човек не може да е наново роден ако не е духовно крстен. Тие две работи се случуваат истовремено. Сите на новородени се крстени со Светиот Дух. Воденото крштение е обред. Јавно исповедање дека сме го прифатили Исус Христос за Господ и Спасител. Тоа не спасува, затоа што е обред. Со воденото крштение сведочиме дека сме се распнале со Христа и сме воскреснале во нов живот. Во Христа се облековте. Тоа значи дека сме се облекле во Неговата облека, во Христовата облека, со Неговата заслуга и Неговата правда. Кога сме облечени во Христовата правда, Бог не гледа на нас совршени. Како да сме го исполниле законот совршено. Затоа што Христовата правда е совршена. Христовата правда е неспоредливо поголема од она на фарисеите. Нема веќе ни јудејци, ни елини, ни роб, ни слободен. Нема машки пол, ни женски. Зашто сите вие сте едно во Христа Исуса. Во Христовото тело, црквата Христова,
Нема традиционални разлики. Културни, јазични, национални и така натаму. Во Божјето семејство сите разлики се отстранети. Нема граѓани од прва и втора класа. Евреите мислеле дека тие се прва класа, а сите други втора класа на луѓе. Затоа ги учеле другите дека треба да станат како евреите, прозелити, ако сакат да се спасат. После потопот луѓето се намножили и се одметнале од Бога. Бог го избрал Аврам за од него да подигне голем народ, кој ќе биде негов народ, свет народ. И преку него сакал да ги спаси сите други народи кои што западнале во идолопоклонство и во безбожие. И преку Израел Бог предвидел да се роди Месијата, Спасителот на светот, Господ Исус Христос. Исус е спасител на целиот свет. Во поглед на спасението пред Бога сите се едно. Нема национални разлики. Бог сака сите луѓе да се спасат, на сите им треба спасител. Кога апостол Петар отидал во домот на Корнелија, меѓу другото кажал: навистина признавам дека Бог не гледа на лице. Туку кај секој народ, оној кој се бои од него и постапува правечно, мил му е. Он им го прати на синовите Израелеви словото, благовестувајќи мир преку Исуса Христа, кој им е Господ на сите. Исус Христос е Господ на сите. Во Христовата црква нема национални разлики, сите се едно. Така било во првата црква. Апостол Павле формирал цркви секаде, каде што ќе стигнал во Римското царство. И во тие цркви имало различни националности. Сите имале исти привилегии и права, сите биле прва класа. Кога некој ќе поверува во Христос, не ја менува својата нација и својот мајчин јазик. Но што го менува? Го менува своето срце. Во небесната визија што имал апостол Јован, видел големо мноштво народ, читаме во Откровението 7:9, кое што никој не можеше да го преброи. Од сите племења и колена, народи и јазици. Верните деца Божи на земјата сега се, а и во небото во вечноста ќе бидат луѓе од сите племења, колена, народи и јазици. Во црквата Христова нема ни социјални разлики, слободни или робови, богати или сиромашни. Во времето на апостол Павле во Римското царство имало многу робови. Во некои градови имало повеќе робови отколку што имало слободни луѓе. Во тоа време многу робови го прифаќале христијанството. Јавно го прифаќале и се крштавале и исповедале дека Христос е Господ, а не Цезар, римскиот император. Така си го ставале својот живот на ризик дека може да бидат убиени. Но не се плашеле. Многу мина од нив завршиле како маченици. На верните во Коринт апостол Павле им вели вака во 1 Коринтијаните 1:26-29. Гледајте, браќа, какви сте вие повиканите. Не мнозина сте по тело мудри, не мнозина силни, не мнозина благородни, но Бог го избра онаа што е безумно во овој свет, за да ги посрами мудрите. Бог го избра онаа што е слабо во овој свет, за да ги посрами силните. Бог го избра онаа што е од долно потекло и унизено во овој свет, и онаа што не представува ништо, за да го сосипе онаа што е нешто. Та ниедно тело да не се пофали пред Бога. Повеќето од првата црква биле сиромашни, презрени луѓе, робови, прости, слаби, од долно потекло, унизени
ништожни во очите на богатите. Таква била Божјата волја за да ги постреми оние што себе си се сметале за нешто. Во црквата Христова нема разлика ни во полот, машки или женски пол. Сите имаат исти права пред Бога. Сите се оправдуваат на ист начин пред Бога, со вера во Господа Исуса Христа. Евангелието е за сите, мажи и жени. Сите се повикани да се покајат и да поверуваат. Христос умрел за сите. Секој може да биде дел од Христовото духовно тело, црквата. Природната разлика во полот си останува. Мажот си останува маж, жената си останува жена. Секој си има своја улога во бракот. Затоа пишува апостол Павле на многу места и во Ефесијаните 5 и 6 глава. Какви треба да бидат односите на мажот и жената и децата и така натаму. Нема веќе ни јудејци, ни елини, ни роб, ни слободен. Нема машки пол, ни женски, зашто сите вие сте едно во Исуса Христа. Голем благослов е да се проучува посланието до Галатјаните. Скоро во секој стих може да се види што направил Господ Исус Христос за нашето спасение. Треба да имаме на ум дека Павле ги изобличува оние кои ги вознемирувале верните во Галатија. Тие биле јудејци и сакале да на верните од незнаборците да им го наметнат Мојсеевиот закон како услов за спасение. Тоа е голема заблуда. Апостол Павле се борел против таа заблуда и против лажните учители. Апостолот вели дека законот е добар, корисен, но за целта за која што е наменет. Кога верниците би се вратили на законот, тоа нема да им донесе слобода, но робство. Ако верните го држат законот за да се спасат, тоа значи дека спасението е по дела, а не по благодат. Ако спасението по дела, тогаш Господ Исус Христос залудно умрел на крстот на Голгота. На оние што ја отфрлат Христовата жртва, Христос ништо не може да им помогне. Оваа тема е многу важна и сериозна. Тука не може да има различни мислења. Нема повеќе начини за спасение. За верните важи ова: сите вие сте едно во Христа Исус. Во Христа сите се едно. Сите што поверувале и го прифатиле Христа за свој Господ и Спасител, се ослободени од вината за гревот и од силата на гревот. За да бидеме во Христа не значи да припаѓаме на една црквена организација. Денеска има многу црквени организации и секој од нив вели дека е правата црква. Правата црква е составена од верници кои се во Христа. Само тие ја сочинуваат правата црква, а тие може да бидат припадници на различни цркви и деноминации. Да си во Христа значи да си нановроден, крстен духовно од Светиот Дух и да си облечен во Христа, во Неговата правда. Таквите луѓе се Христовата црква, независно на која црквена организација и припаѓаат. Во 2 Коринтијаните 5:17 вели: и така кој е во Христа, тој е ново создание. Старото помина, ете се стана ново. Тоа значи стариот живот поминал, нов живот настанал. Светиот Дух не препородил и не направил деца Божи. Има само еден пат кој води до небото, нема друг, а тоа е Господ Исус Христос. Тој рече: јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при Отецот, освен преку мене. Јована 14:6. Христос го исполнил законот и Он е нашата правда и нашата светост. Ако сме нановродени, тога сите сме едно во Христа Исуса, независно од која нација сме, од која класа сме, од кој пол сме и така натаму. Сите во Христа се духовни браќа и сестри. Тука нема секташтво. Апостол Павле во Ефесијаните 4 глава вели:
едно тело сте и еден дух. Бог не гледа кој е кој. Он го люби секој што верува во Христа. Словото ни вели понатаму во Ефесијаните 4:5. Еден е Господ, една е верата, едно е крштавањето. Галатјаните кои биле заведени од јудејците, апостолот ги нарекува браќа во Христа. Им вели дека се едно во Христа, а не во законот. Да го погледнеме сега 29 стих. Ако сте пак вие Христови, тогаш сте Авраамово семе и поветувањето наследници. Овој стих зборува за сигурноста на спасението. Ако сте вие Христови, најголем благослов е да знаеме дека сме Христови и дека сме духовно семе Авраамово. Ако е така, тогаш сме и наследници. Во цела 3 глава Павле зборува за Авраама и нагласува две работи: оправдание и наследство. Во врска со оправданието објаснува како се добива, преку дела или преку вера. Во врска со наследството прашањето е како се добива, преку телесно раѓање или преку духовно раѓање. На тие две прашања одговора апостолот во 29 стих. Ако сте пак вие Христови, тогаш сте Авраамово семе и поветувањето наследници. Ако прашаме некој јудеец, како може да се оправдаме пред Бога и како може да бидеме наследници? Јудеецот би одговорил вака: ние се оправдуваме преку дела на законот, а наследство се добива преку телесно раѓање во нацијата Израел. И второ, ако некој незнабожец би сакал да биде оправдан наследник, тогаш тој мора да стане евреин, мора да стане прозелит. За да биде оправдан, тоа значи да ги прифати еврејските обичаи, да се обрезе и така натаму, за да стане дел од еврејската нација. Апостол Павле зборува сосем поинаку, обратно на тоа. Вели, ако сте пак вие Христови, или некои преводи велат, ако му припаѓате на Христ. Со тоа апостол тврди две работи. Кога поверувале во Христа, откупени се преку неговата крв. Второ, тие знаат дека се откупени преку вера во Исуса Христа. Така верните му припаѓаат на оној кој што ги откупил. Христијаните не се антиномијанисти, тоест против законот. Христијаните не се против законот, но не се и под законот, вели во Римјаните 6:14. Они се под Христовиот закон. Тоа го пише во Галатјаните 6:2, 1 Коринтијани 9:21. Сите сте синови преку верата во Христа Исуса. Сите што се крстивте во Христа и во Христа се облековте. Облечени во Христа. Што значи тоа? Тоа значи дека нашата духовна облика и Христовата правда. Кои се тие што се духовно семе Авраамово? Евреите се фале со тоа што се физичко семе Авраамов, т.е. негови потомци. Тоа се гледа и во нивниот разговор со Исуса во Јована 8 глава. 33 стих Исус им вели: ако бевте чеда Авраамови, вие ќе ги вршевте делата Авраамови. Потоа им вели: вашиот татко е ѓаволот и вие сакате да ги исполнувате желбите на својот татко. Исус им ја кажал вистината во очи. Вие сте робови на гревот. Вие сакате да ме убиете. Тоа што апостол Павле го тврди во посланието до Галатјаните е сосем во склад со она што Господ Исус го вели во Јована 8 глава. Јудејците тврдиле дека се телесни потомци Авраамови, но телесни потомци Авраамови се и исто така и Исмаилците. Исмаил е исто така син Авраамов. И Исавовците се потомци Авраамови. Исав е внук на Авраама. И децата на Кетура, неговите синови, се телесни негови потомци. Пишува во 1 Мојсеја 25 глава.
Но према Христовите и Павловите зборови, не се тие Аврамови потомци, духовни потомци. Телесни да, но духовни не. Павле учи дека тие што се во Христа се духовни потомци Аврамови. Тоа значи дека сите што се физички потомци Аврамови не се и духовни потомци. Затоа дали сме ние евреи, грци, арапи, европејци, пред Бога ништо не значи духовно. Прашањето е дали сме Христови или не сме. Затоа пишува и во Римјаните 9:6-8 апостол Павле. Не сите што се од Израелот се израелци, ниту пак се сите семе Авраамова затоа што се негови чеда. Но речено е, од Исаака потомството ќе се нарече со твое име. Односно, не чедата на телото се чеда Божи, туку чедата на ветувањето ќе се признаат како потомци. Кои се духовни потомци на Авраам? Оние што му веруваат на Бога, како што му верувал Авраам. Он му верувал на Бога и во она што човечки гледано било невозможно. Така и со христијаните. Христијаните не се вистински деца Божи само затоа што се родиле во некое христијанско семејство или некоја христијанска црква. Христијаните се оние што поверувале во Христа и доживеале наново раѓање. Воспротивно се паганци, неверници, независно што се декларират како христијани. Тоа било така секогаш, од создавањето на светот па до денеска. Сега Павле го објаснува тоа детално. Вистинските деца Божи се избрани уште светот пред да постане. Читаме во Ефесјаните 1:4. По милост преку Христа, Римјаните 9:16. И кои со вера го прифатиле Исуса Христа, читаме во Галатјаните. Деца Божи се оние што се изберени и помилувани од Бога и кои од срце веруваат во Христа. Ние тоа не може да го разбереме, но така не учи Словото. Пораката на целата Библија се содржи во еден стих, а тоа е Јована 3:16. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него, да не погине, но да има живот вечен. Тоа е прекрасно ветување за целиот свет. Секој што ќе поверува во Христа добива живот вечен. Тоа ветување е упатено и понудено на цел свет. Никој не е отфрлен. Ако сте пак вие Христови, тогаш сте Авраамово семе и по ветувањето наследници. Кој може да го искаже, да го опише тоа наследство? Во Ефесјаните 3:8 апостол Павле вели: на мене, најмалиот од сите светии, таа благодат ми се даде да им го проповедам на езичниците неискажаното богатство Христово. На сите што ќе поверуваат во Христа им е ветено неискажано богатство Христово. Тоа наследство не се добива преку законот, но преку вера во Христа. Апостол Павле прво им го проповедал Евангелието на јазичниците, а потоа се грижал за нив. Бил вистински душогрижник. Ги поучувал и утврдувал учениците во верата. Кога бил во можност, ги посетувал црквите, што тој самиот ги формирал на своите мисионерски патувања. А ако не бил во можност лично да ги посети, им пишувал посланија, за да ги поучи. И од тие посланија се поучувале сите христијани ни сите веку, а и ние денеска. 3 глави им напишал на Галатјаните во врска со законот. Во Галатјаните 3:24 вели: и така законот беше за нас воспитувач во Христа, за да се оправдаме преку верата. Во 3 глава објаснува што значи да си подчувар, подвоспитач или педагог. А во 4 глава објаснува што значи да сме посинети и наследници. За таа цел користи една илустрација од тоа време. Галатјаните 4:1-2.
Но ви велам, наследникот додека е млад, со ништо не се разликува од робот, макар што е господар над се, туку е под настојници и чувари до определениот рок од татка си. Како во времето на апостол Павле, така е и сега со децата, кои се идни наследници на имотот на родителите. Но децата додека се малолетни, како да не се наследници. Во Павлово време годината на премин од малолетништво на полнолетство била различна. Секој народ си имал своја година на премин. Кај евреите таа година била 12. До 12 години детето било под целосна контрола на родителите. А кога ќе се навршиле 12 години, првата сабота после роденденот, детето поминувало од детинство во полнолетство. Тогаш таткото ја кажувал оваа молитва: Благословен си Боже, зашто ја одземаш од мене одговорноста над оваа дете. А детето пак од своја страна ја кажувал оваа молитва: О, мој Боже и Боже на мојот татко, овој сериозен и свет ден, кој го обележува моето поминување од детство во полнолетство, јас понизно ги подигам моите очи кон Тебе и изјавувам искрено и со вистина дека од сега ќе ги држам Твоите заповеди и ќе сносам одговорност за моите постапки кон Тебе. Тоа бил убав обичај. Веројатно и затоа Господ Исус бил во храмот во Иерусалим на 12 години. Кај старите грци детето било под контрола и одговорност на својот татко до 18 години. Во тоа време му ја сечеле косата и ја принесувале како жртва на богот Аполос. И кај римјаните преодната година била 18. Тогаш децата и машки и женски ги донесувале сите своите играчки и ги оставале пред нивните богови идоли како жртва. Тоа било символ дека го оставаат детинството и го прифаќаат полнолетството. И апостол Павле го спомнува тој период во неговиот живот. Вели: кога бев дете, зборував како дете. Како дете мислев и како дете размислував. А кога станав маж, го оставив детинството. 1 Коринтијани 13:11. Во Галатјаните 1:2 вели: наследникот додека е млад, со ништо не се разликува од робот, макар што е господар над се, туку е под настојници и чувари до определениот рок од татка си. Во тоа време богатите луѓе ги оставале своите машки деца под настојници и чувари или тутори. Тие имали робови и некои од нив биле обучени специјално за тоа да ги чуваат и воспитуваат нивните машки деца. Тоа дете не можело ништо да прави без дозвола на воспитувачот. На тој начин по ништо не се разликувал од децата кои биле робови. Како што робот имал господар, така и детето имал господар над себе. Кога ќе поминал тој период, тогаш детето станувало наследник со право, законски наследник. Но до тогаш морало да е покорно во се и немало право на наследство. Како и робовите што немале право на наследство. Така било во Павлово време. Тој го зема тоа како пример и слика од секојдневниот живот, за да објасни една духовна вистина. Како тогаш, така и сега децата се наследници на имотот на своите родители. Па така и ние, додека бевме малолетни, бевме поробени од стихиите на светот. Со илустрацијата за малолетникот, Павле објаснува духовна вистина. Пред Христа евреите биле робови на законот. Таква била нивната духовна состојба под законот. Таква била и духовната состојба на Павле пред да стане христијанин. Законот бил чувар и тутор на сите евреи до Христа.
Лажните учители јудејци сакале да ги вратат верните во Галатија во духовно детинство и незрелост, во религиозно робство. Додека биле под законот, евреите биле како мали деца, во робство под стихиите на светот. Бог го дал законот за евреите да ги видат своите гревови и да барат спасение во Христа. А тие се обидувале да се спасат преку законот. Законот бил воспитувач, детеводител до Христа. А од Христа натово не е потребно воспитувач, туку потребен ни е Христос, неговата наука и Светиот Дух, кој не потсеќа на неговите зборови и ни дава сила да живееме според Евангелието. Исус е се што ни треба за нашето спасение. Исус е зачетникот и довршителот на верата. Читаме во Евреите 12:2. А во Откровението 22, 13-14 читаме дека Исус е Алфа и Омега, почеток и свршеток, првиот и последниот. Блажени се оние што ги исполнуваат заповедите Негови. Евреите биле како мали деца, малолетни за време на законот, а не синови што станале полнолетни. Ја немале слободата во Христа, што ја има секој христијанин денеска. Наследникот, додека е млад, е под настојници и чувари до определениот рок. Па така и ние, додека бевме малолетни, бевме поробени од стихиите на светот. Под зборот стихиите на светот се подразбират сите работи што Сатаната ги користи за луѓето да ги држи во робство на гревот. Сите незнабожци имаат своји религии. Сите се кланјат на нешто, па макар да е тоа дрво или камен. Религиите не се од Бога, тие се сатански производ. Сите религии имаат некои прописи што треба да се пазат. Ги терат луѓето да работаат макотрпно, за да го заработат тоа што ги учи нивната религија. Стихиите на светот кај некои се денови, месеци, години, времења, како што вели во Галатјаните 4:10. Кај некои се разни филозофии. На Колосјаните апостол Павле ги напоменува со зборовите: браќа, пазете некој да не ве заведе со филозофија и со празна измама според човечкото предание, според стихиите на светот, а не по Христа. Колосјаните 2:8. Евреите имале теолошки учители кои се викале рабини. Тие рабини го тумачиле Стариот Завет, но често пати го правиле тоа погрешно. И денешната црква има многу учители и многу заблуди. Една од тие заблуди е спасение по дела. Тоа значи дека треба да се заработи спасението. Така и ние, додека бевме малолетни, бевме поробени од стихиите на светот. Тоа се однесува и за евреите, и за незнабожците. Бевме поробени. Тоа е минато време. Бевме, но веќе не сме. Веќе не сме робови ни на законот, ни на лажните религии. Не сме веќе ни робови на гревот. Станавме полнолетни, полноправни синови и керки Божи, деца Божи, наследници Божи, со наследници Христови. Кога се случило тоа со нас? Тогаш кога во нашите срца се родила верата во Господ Исус Христос. Кога тој станал наш Господ и Спасител, кога сме доживеале наново раѓање. Кога Светиот Дух ќе не препороди, стануваме духовни бебења кои треба да растат секојдневно. Независно од тоа колку сме пораснале духовно, наследници Божи стануваме од првиот ден на нашето нановораѓање. Нановораѓањето некои луѓе го доживуваат во детството, некои во тинеџерството, некои во средните години, а некои дури во староста. Како и да е, сите што поверувале се изберани од Бога, уште пред да настане светот. Во Ефесјаните 1:5 апостолот вели: Бог предопредели да не посини за себе преку Христа Исуса по благоволение на својата волја.
колку треба да сме благодарни што Бог ни избрал, што не помилувал, што ни дал вера во Исуса Христа, што не наново родил, не посилил, ни дал вечно наследство. Треба многу да сме благодарни. Тоа е од Божја страна. А од наша страна што се очекува? Еве што се очекува. Денес, кога ќе го слушнете гласот Божи, да не ги ожесточувате срцата ваши. Евреите 3:7. Да поверуваме во Христа, ако сме поверувале, ако не сме поверувале до сега. Да искористиме приликата, да не оставаме за утре. Утрешниот ден не е во наши раце. Да го оставиме светот со неговите стихии, да го оставиме гревот и робувањето на гревот. Бог не повиква во неговата слобода. Не може, а да не се радуваме, што не возлюбил Господ, што не спасил, што не посилил преку Христа, ни овозможил да наследиме вечен живот. Нека е фала и слава на Господ Исус Христос за неговата жртва, за неговата благодат и милост, што ја покажал кон нас. Амин. Ке му благодарим на Бога. Господе, Татко наш небесен, не можеме, а да не се радуваме, дека Ти си покажал голема милост, љубов кон нас. Господе, фала Ти што си не повикал на време. Фала Ти, Господи, што сме го искористиле моментот, кога сме слушнале, сме поверувале. Господи, има многу луѓе кои не се поверувале. Помогни. Отварај ги срцата. Молам Те, биди милостив кон тие што не Те познават. Фала Ти, Господи, за посланието до галатјаните. Фала Ти што апостол Павле толку силно си го инспирирал да ги напише сите овие прекрасни ветувања, зборови искажани преку Светиот Дух. Господи, нека тоа да влезе во срцата наши, да ги складираме во нашите срца и постојано да се сеќаваме на нив. Нека Твоето Слово да не води секој ден, да мислиме и да размислуваме секој ден што направи Ти преку Христа Исуса, Твојот возлюбен Син, а нашиот Господ. Се оставаме и предаваме во Твоите таткови любезни раце во името на Исус. Амин. Ќе испееме песната 273. Господ е љубов ме спаси, Господ е љубов, Тој ме љуби, затоа велам јас, Господ е љубов, Тој ме љуби. Целата песна. Господи,
Слава на Бога. Сега да ја чуеме децата. Им благодариме на децата. Сега да завршиме со песната 401. На другите да им правам јас, што сакам јас од нив. Целата песна 401. Некои сообщенија ако има. Наредната богослужба е во 10 часот едната недела. Со тоа богослужбата е завршена. Ви посакувам Божи благослов на сите.